Халифот Штрк, источна приказна. Меѓу Црвеното море и Персискиот залив се простира голема песочна пустиња. Таму ништо не се раѓа и ништо не цвета. Нема ни дрва, ни цвеќиња, дури ни трева. Не се сретнува ни веселата ластовичка, нити пак се слушаат други птици. Се во таа пустиња, како во секоја пустиња, е тихо, глуво и пусто. Но еднаш таму затреперија звончиња и дранкалки, закачени на камели и коњи. Тој ѕун доаѓал оддалеку. Цел облак од прав се дигнал кон небето. Врвел караван. Од време на време едвај се забележувало низ правот светкање на оружје. Неочекувано до керванот се доближил еден коњаник на убав арапски коњ, покриен со тигрова кожа. По уздата на коњот, опшиена со срма, виселе сребрени звончиња, а на неговата глава се развеал пискул. Коњаникот носел бела чалма и бил загрнат в темно црвен плашт. На рачката од неговата сабија светкале скапоцени камења. Неговиот орлов нос и долгата црна брада му придавале уште подив и посмел изглед. Тој се доближил одстрана до керванот и го пропуштил коњот кон водачите. Тие го помислиле за водач на некои разбойници и затоа ги свртеле копјата кон него. "Што правите?" прашал коњаникот. "Од мене ли се плашите? Би можел и јас сам да покрадам цел керван со толку луѓе?" Водачите ги спуштиле копјата. "Кој е водачот на керванот?" прашал коњаникот. "Водете ме кај него." "Овој керван е на повеќе трговци што се враќаат во својата земја со стоки од Мека," одговориле водачите. "Сега не е можно да ве одведеме кај нив. Тие се далеку зад нас. Ние одиме напред за да избереме и приготвиме место каде што ќе се запреме за почивка. Ако сакате таму да ги чекате и да се видите со нив, повелете со нас." Непознатиот се согласил. Тој извадил долга лула, ја запалил и тргнал молчеливо со водачите. На нивните прашања одговарал кратко. Најпосле тие се запреле. Поставиле стража наоколу и чекале да пристигне керванот. По едно време се задале натоварени камели. По нив јавале на коњи самите трговци. Тие биле 5 души, 4 постари и 1 помлад. Се дигнала врева и почнало трчкање. Водачите на керванот ги врзале коњите и камилите, разделиле храна на камилите и робовите, а потоа го одвеле непознатиот во голем син шатор. Во тој шатор трговците се готвеле да ручаат. Тие седеле на перници везени со злато, а црните робови ги служеле. "Кој е тој млад човек кого ни водите?" ги прашал младиот трговец водачите. "Јас сум Селим Барух од Багдад," одговорил непознатиот. "На враќање од Мека ме нападнаа разбойници. Ме заробија, но пред 3 дена успеав да избегам. За тоа време лутав низ пустињата. Најпосле го сретнав вашиот керван и се охрабрив да ве замолам да го продолжам патот со вас. Земете ме под ваша заштита. Јас се надевам дека ќе заслужам. Кога ќе стигнеме во Багдад, често и достојно ќе ви се отплатам. Јас сум внук на великиот везир." "На драго срце, Селим Барух," одговорил најстариот од трговците. "Биди ни гост, но пред се, повели, седни, јади и пи заедно со нас." Селим Барух се поклонил и седнал да уруча. Попладне, робовите ги прибрале чиниите и донеле други лули и шербет. Трговците и гостот пушеле молчеливо. Тие го гледале димот од тутунот што се дигал во тенки синкави прстенчиња и се губел полека. "Навистина, досадно е овде," проговорил младиот трговец. "Јас сум свикнат по јадење да ме веселат робовите со музика и игри, а ние само молчиме. Не можеме ли да измислиме нешто за забава и веселба?" "Еве што," рекол тугинецот, "позволете ми да ви раскажам една приказна." И сите се согласиле. "Да чуеме," рекол младиот трговец.
Сите се приближиле радосно до раскажувачот. Тој испил една голтка шербет, ја помазнил брадата и рекол: "Слушајте а сега приказната за халифот Штрк." И тој почнал да раскажува. Еднаш багдадскиот халиф се одморил на својот чардак. Тој пушел тутун, пиел кафе и самодоволно си ја мазнал брадата. Халифот бил добро расположен. Така се чувствувал секогаш штом јадел вкусен и богат ручек. Затоа великиот везир Мансор го посетувал во тоа време. Тој ден, како никогаш, великиот везир бил многу замислен. Халифот го забележал тоа, ја оставил настрана лулата и го прашал: "Зошто си толку загрежен денес, везире?" Великиот везир скрстил раце на гради, се поклонил сниско и одговорил: "Не знам, господаре, дали изгледам загрижен, но таму долу, недалеку од дворецот, има еден продавач на чудно убави предмети. Жалам што немам повеќе пари." Халифот одамна сакал да го зарадува со нешто везирот, затоа заповедал да го повикаат продавачот. Тој бил снизок, полн човек со црно лице и облечен во стари скинати алишта. Кога влегол во дворецот, продавачот им ја покажал стоката. Бисери, прстени, пиштоли, чаши, чешли и други ситнурии. Халифот ги разгледал предметите заедно со везирот и купил за себе и за него по еден пиштол, а жената на везирот еден чешал. Кога продавачот сакал да го затвори сандакот, халифот видел едно сандаче што не му го покажал пред тоа продавачот. "А што е тоа?" прашал тој. Продавачот извадил од сандачето една мала кутија со црн прав и една белешка пишана на непознат јазик. "Тие работи ми ги даде еден трговец," рекол продавачот. "Ги нашол на улица во Мека. Јас ќе ви ги продадам ефтино затоа што не ми се нужни и не знам што да правам со нив." Халифот бил љубител на стари ракописи, макар и да не можел да ги прочита. Затоа ја купил кутијата и го пуштил продавачот да си оди. Халифот сакал да разбере каков е тој ракопис. Тој го прашал везирот дали тој не познава некој што би можел да го прочита. Везирот одговорил: "Во големата џамија живее еден човек на име Селим. Тој знае многу јазици. Пратете да го повикаат, тој ќе го преведе." Го повикале Селима. Тој дотрчал веднаш во дворецот. "Слушај, Селиме," рекол халифот, "објасни ми што е напишано овде. Луѓето говорат дека си бил учен човек, си знаел многу јазици. За твојот труд ќе те наградам со богати алишта. Но ако не го прочиташ, ќе заповедам да ти удрат 20 шлаканици и 25 стапа по стапалките." Селим се поклонил пред халифот и рекол: "Нека биде твојата волја, господаре." Тој почнал долго и внимателно да го разгледува пишаното. "Сум готов да ми ја симнат главата ако тоа не е напишано по латински," рекол Селим. Што ме така, преведи го," заповедал халифот. Тој што ќе го најде ова богатство, започнал да преведува Селим, нека му благодари на Аллаха за неговата голема милост. Тој ќе шмркне од правот и ќе го изреше зборот мутабор. Тој може да се преправи во какво што сака животно и ќе разбира од јазикот на сите животни. А кога ќе посака одново да стане човек, треба да се заврати со лице кон исток, да се поклони 3 пати и да го рече истиот збор. Но треба да внимава да не се насмее кога веќе ќе се преправи, за да не го заборави зборот и тогаш за секогаш ќе остане такво животно, во какво што се сторил. Халифот останал презадоволен од учениот Селим. Тој го натерал да се заколне дека никому нема да му ја издаде тајната, го наградил богато и го пуштил да си оди. "Тоа се вика добра трговија," рекол халифот. "Не можам да се нарадувам. Да се претвори во животно кога сакаш. Вистина, тоа е чудно. Слушај, везире, утре рано дојди кај мене и ние ќе излеземе, ќе шмркнеме од правот и ќе можеме да послушаме што се говори и што врши околу нас и во воздухот и во водата и во гората и по полињата." Другиот ден, штом се облекол халифот, дошол великиот везир.
Халифот ја ставил кутијата во својот појас и излегол заедно со големиот везир. Отпрво тие отишле во градината. Седнале и почнале да слушаат, но таму ништо живо не чуле, ни виделе. Тогаш везирот предложил да одител до блатото, каде што тој често гледал разни животни, особено штркови. Тие многу му се допаѓале, затоа што биле стројни и звучно тракале со своите клунови. Халифот се согласил. Тргнале кон блатото, а покрај брегот важно се шетал еден штрк и барал жаби. Од време на време тој подигнувал глава, тракал со клунот и пак се наведнувал. Потаму тие виделе уште еден штрк. Тој летнал и се доближил до својот другар. Се колнам во мојата брада, рекол везирот, дека тие долгонози водат ме помеѓу себе интересен разговор. Што ќе биде ако ние се преправиме во штркови? Навистина добро се сети, му одговорил халифот, но чекај прво да размислиме како после пак ќе станеме луѓе. Значи, треба 3 пати да му се поклониме на исток и да кажеме мутабор, само да не се насмееме. Ќе бидеме изгубени. Халифот шмркнал од волшебниот прав, а после му го подали на везирот. После двајцата едновремено рекле мутабор. Одеднаш нозите им се згрчеле и станале тенки, долги и црвени, како нозите на штраковите. Рацете им станале крила. Вратовите им се издолжиле за цел аршин. Брадите им ги снемало, а нивните тела се покриле со густа мека перушина. Колку убав клун имаш, везире, проговорил халифот по долго молчење. Никогаш во животот не сум видел нешто слично. Ти благодарам за пофалата, одговорил везирот и сниско се поклонил. Но ќе си позволам да забележам и јас дека халифот како штрк изгледа поубаво отколку како халиф. Ами дали не е веќе време да се приближиме кон нашите другари? Треба да го послушаме нивниот говор за да провериме дали ќе можеме да ги разбираме. Тие се доближиле до штрковите. Во тоа време штркот што долетал си ги поправал перијата со својот клун и одел кон својот другар што се шетал по брегот на блатото. Да си здрав, долгоног, рекол новодојдениот штрк, многу си порелнил. Да си здрав, штракалко, јас дури веќе и појадов. Не сакаш ли да каснеш заедно со мене малку месо од гуштер или некое крефто бушче од джаба? Не, благодарам, денес не ми се јаде. До вечера ќе имаме гости. Татко ми порача да излезам пред гостите и да играм, затоа дојдов тука да се пробам за пошироко. При тие зборови, младиот штрк ги стресал перјата, застанал на една нога, го опнал вратот, замавнал со крила и почнал да подрипнува. Халифот и везирот не можеле да се здржат и силно се насмееле. Колку убава слика, рекол халифот. Жалам што ги исплашивме животните со нашата смеа, инаку можеше тие и да ни запеат нешто. Што сторивме ние, викнал уплашен везирот. Нели не требаше да се смееме? Што ќе стане сега со нас? Што сторивме, дода халифот. Може сега да се останеме за секогаш штркови? Чекај, припомни си како беше оној збор, јас како да го заборавив. Најнапред 3 поклона на исток, потоа како беше да му... Не беше така, рекол уплашен великиот везир. Тие се завртеле кон исток и така почнале да се веднат што нивните клунови допирале дури до земјата, но не можеле да се сетат на волшебниот збор. Везирот почнал да вика отчаено му, но заедно и двајцата си останале штркови. Халифот и везирот долго време лутале низ ливадите и горите. Тие не можеле да се престорат во луѓе, но и да се јават во градот како штркови исто така им било невозможно. Мислиш ли дека ќе не признаат? Прашал тажно халифот. Кој ќе му поверува на еден штрк дека порано бил халиф? Но дури и да му поверуваат, нема да се согласат багдадските жители да имаат за халиф штрк. Така изминале неколку дена. Халифот и везирот се ранеле само со овошки, но поради долгите клунови не можеле да ги јадат. Жабите и гуштерите не им биле по вкус. Се плашеле да не се разболат зашто не биле привикнати на таква храна.
Единствената утеха им била на тоа што можеле да летаат. И тие летале по стреите на Багдад и следеле се што станувало таму. Во првите денови забележале по улиците голема врева. На четвртиот ден тие долетале врз кубето на дворецот и виделе долу на главната улица нешто се празнувало. Трубеле труби и биеле барабани. На богато украсен коњ јавал еден човек со црвен плашт навезен со злато. Тој се движел полека по улицата. Многубројни слуги го заобиколувале. Таму се насобрал речиси сиот град. Луѓето трчале по него и викале: "Да живее Мицра, багдадскиот халиф." Штраковите се погледнале. "Знаеш ли, везире, кој е тој Мицра?" рекол халифот. "Ти разбрали сега зошто сум маѓосан? Мицра е син на мојот најголем непријател, прочениот маѓосник Кашнур. Во еден лош час тој се заколна дека ќе ми се освети. Но јас не се очајувам. Да отидеме на гробот на великиот наш пророк, таму можеби ќе се изгуби магијата." Халифот и везирот се дигнале од кубето на дворецот и се упатиле кон Медина. Тие уште не биле навикнати да летаат долго и затоа се умориле. Халифот се силел и летал нанапред. Везирот изостанувал и жално го молел халифот да се запре за да се одморат. "Не можам," одговорил задувено везирот. "Капнав од умора, а и ноќта веќе дојде. Треба да побараме место за да се прибереме." Штраковите почнале да гледаат наоколу или забележиле некои стари урнатини. Тие се спуштиле до тие урнатини и побарале поудобно катче за да преноќат. Урнатините биле од стар огромен дворец. Се гледале разрушените кули. По неколку запустени стаи, гледајќи ги остатоците од тој пустош, би могло да се помисли дека во тој дворец имало некогаш големо богатство. Одеднаш везирот се запрал. "Господаре," шепнал тој, "како да почнува да ме обзема страв, ви се молам, не одете понатаму." Халифот се запрел. Тој чул човечко плачење и веднаш отрчал кон таа страна. Но везирот го фатил со својот долг клун и го молел да не влага во нова опасност. Но халифот бил неумолив. Тој му се искубнал и по само неколку пера останале во клунот на везирот. Халифот влегол во еден мрачен проход и стигнал до една притворена врата. Од таму убаво се слушале веќе воздишките и плачењето. Халифот ја подбутнал вратата со клунот и застанал на прагот замајан од изненада. Во темната стаја, слабо осветлена, со светлото што паѓало низ едно прозорче, стоела на подот една голема кукумјавка. Од незините големи очи се лееле јадри солзи. Од незиниот извиткан клун се ределе клетви. Кога ги видела халифот и везирот, таа силно и радосно викнала. Потоа си ги избришала очите со своето црно крило и за големо чудо на двајцата проговорила на чисто арапски јазик. "Добродошле, штракови. Знам дека од вашето доаѓање ќе чекам спас. Уште во моето детство ми е предскажано дека штркели ќе ми е донесат среќа." Халифот одвај дошол на себе од чудо. Тој се поклонил пред кукумјавката и рекол: "Од овие зборови судам дека ние со вас еднакво сме осудени да страдаме. Ми се чини дека залудно се надевате да ве спасиме. Вие ќе разберете тоа кога ќе чуете што стана со нас." И тој и раскажал се. Кукумјавката му заблагодарила на довербата и од своја страна им расправила за сите своји маки. "Татко ми е индиски цар," рекла таа. "Јас сум негова единствена ќерка. Името ми е Луза. Магиосникот Кашнур, истиот оној што ве магиосал, е виновникот и за мојата несреќа. Еднаш тој дојде при татко ми и побора да му станам снаа. Ме посака за својот син Мицра. Татко ми беше нервозен човек. Во својот гнев тој заповедал да го испадат од дворецот. Но магиосникот се престори во Арап и пак влезе во нашата куќа. Еднаш скитав во градината, посакав да пијам вода. Арапот ми донесе една чаша. Кога ја испив, веднаш станав кукумјавка. Од страв јас се обесвестив. Тогаш тој ме грабнал и ме донел овде. Кога се освестив, тој ми рече: "Тука ќе останеш ти, чудовиште презрено и од животните.
Тука ќе останеш до крајот на својот живот или дотогаш додека не се најде некој кој ќе се реши доброволно да се ожени за тебе. Така се одмаздувам јас за својата навреда и за навредата на твојот горд татко. Од тогаш изминаа неколку месеци. Живеам тука во овој дворец тажна и сама. Не можам дури да се радувам на природата, зашто јас виѓавам само ноќно време, при бледата светлина на месечината. Кукумјавката завршила и се ги избришала солзите со крилото. Халифот длабоко се замислил. Ако не се лажам, рекол тој, има нешто општо во нашата несреќа, но како да се разбере тоа? Да, и мене ми се чини така, рекла кукумјавката, но си спомнувам уште од кога сум била млада, како една стара жена ми предскажа дека штраковите ќе ми донесат голема среќа. Јас почнува веќе да сваќам како ќе можеме да се спасиме сите. Халифот прашал зачудено. Добро, кажете како да се спасиме. Еве како. Лошиот маѓосник, нашиот непријател, доаѓа овде секој месец да се весели во една од стаите на дворецот. Јас често сум ги слушала неговите разговори со пријателите. Се надевам сега пак ќе ми се даде таа можност. Секогаш тој се фали што направил. Сигурно ќе почне да расправа и за вас, а можеби тој ќе го спомнеме зборот што требало вие да го помните. О, мила царкињо, рекол халифот, кажете ми поскоро кога ќе се соберат маѓосниците во овој дворец и каде е таа стаја. Простете, одговорила кукумјавката после кусо молчење, но јас можам да го направам тоа само со едно условие. Говорете, рекол халифот, што ќе посакате се ќе биде исполнето. Таа одново молкнала, а после малку рекла. Знаете ли што? И јас исто така би сакала да бидам слободна и да се избавам. Но тоа може да стане само ако еден од вас се ожени за мене. Штраковите се изненаделе од зборовите на кукумјавката. Тие отишле настрана и почнале да се советуваат. Везире, што ќе кажеш? Прашал халифот. Како е глупаво тоа што сака царицата, ама нема што да се прави, треба да се ожениш за неа. Убава работа, одговорил везирот, а што ќе каже мојата жена ако се вратиме дома? Јас сум стар и одамна сум женет, но со вас работата е подруга. Вие сте млад токму на вас и ви прилега да си земете млада и убава жена. Да, одговорил халифот, прав си, разбирам, но како ќе знам дали таа е убава, ами ако е некое грозно чудовиште? Тие долго време разговарале. Најпосле халифот се убедил дека везирот поскоро ќе се согласи да си остане за секогаш трк, отколку да се ожени за кукумјавка. Затоа халифот решил тој самиот да се ожени со неа. Кукумјавката подрипнала од радост. Им кажала дека тие дошле во најзгодно време, затоа што истата таа ноќ маѓосниците биле собрани на веселба во урнатините на дворецот. Таа ги извела штраковите од темната соба и ги повела низ едно долго предсобје. Оделе додека далеко низ една пукнатина не блеснала силна светлина. Кога се доближиле, кукумјавката им рекла да бидат мирни. Тие се доближиле тихо до пукнатината. Низ неа виделе голема и раскошна стаја, осветлена со безброј цветни фенери. На среде била поставена маса со најубави јадења. Околу масата седеле 8 мажи. Меѓу нив штраковите го познале истиот оној продавач Кашнур што им ја продал кутијата со волшебниот прав. Другите маѓосници го молеле да им раскаже за неговите последни лошотии. Меѓу другото, тој им раскажал и за халифот и великиот везир. Ами, кој збор им го одреди? Прашал еден маѓосник. Еден многу мачен латински збор, мутабор, одговорил Кашнур. Кога го чуле штраковите тој збор, се спуштиле со сите сили да излетаат надвор од дворецот и толку трчале што кукумјавката едва можела да ги стигне. Тогаш халифот се свртел кон кукумјавката и рекол: Ти ни ги спаси животите, во знак на голема благодарност, земи ја мојава рака. Потоа халифот и везирот се завртеле кон исток, се поклониле 3 пати пред сонцето што изгревало и рекле: Мутабор. Одеднаш тие пак станале луѓе.
но никој не може да го опише нивното чудење кога виделе дека пред нив стои прекрасна убавица. Таа му подала рака на халифот и усмивнато го прашала: "Не ја познавте ли кукумјавката?" Халифот, занесен од чудната убост на царицата, извикал: "Колку се радувам што бев штрк." Потоа тие тргнале кон Багдад. Халифот нашал во џебот на својот плашт се што имал од порано, и кутијата со правот и кесето со парите. Тој купил уште во првото село што им требало за попат и брзо стигнале до вратите на Багдад. Нивното доаѓање сите ги возбудило, затоа што сите сметале дека халифот е мртов. Народот пеел од радост кога го видел пак својот господар. Омразениот Мицра и татко му ги фателе во дворецот и им ги врзале рацете. Стариот и зол маѓосник бил испратен во истите тие урнатини каде што живеела кукумјавката. По заповед на халифот го обесиле во истата стаја. А пак на неговиот син, што не бил замешан во злосторствата на татка си, му предложиле да избере или смрт или да шмркне од правот од меѓусаната кутика. Мицра го одбрал второто и по барањето на халифот станал штрк. Халифот заповедал да го турат во железен кафет и да го остават кафесот во градината. Долго и среќно живеел халифот со својата жена. Тој пак, како и секоја порано попладне, пиел кафе и пушел луле. И така пак, се во тоа време доаѓал при него великиот везир. Тие често си спомнувале за минатото. Развеселениот халиф го лутел великиот везир со тоа, што некогаш, кога бил очен, се веднал или викал му, а жената и децата на халифот се смееле на несреќниот везир. Но и везирот во одговор на тоа му се заканувал дека ќе каже каков разговор воделе кога царкињата им предложила да се ожени за еден од нив. Кога Селим Барух го врши својот расказ, трговците беа многу задоволни. "Навистина, како брзо измина времето," рекол еден од нив, отварајќи ја завесата на шаторот. "Незабележано настапи ноќта. Дали би се согласиле да го продолжиме нашиот пат?" Се согласиле сите. Тие ги собрале шаторите и керванот се протегнал напред по истиот ред како порано.